Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Голема победа на ВМРО-ДПМН по вториот круг локални избори. Заедно со победата за градоначалник на Скопје, партијата ќе има вкупно 55 градоначалнички мандати. Со мапа на Македонија обоена во партиската црвена боја. Ден по гласањето владеачката ВМРО-ДПМН ја прикажа својата доминација на локалните избори. Од Кичево до Кочани, од Брвеница до Вавандово. Граѓаните го направија вистинскиот избор. Со освоени 54 општини и градот Скопје, ВМРО-ДПМН е апсолутен победник на овие локални избори. А владината коалиција на овие избори докажа дека е повеќе од стабилна и легитимна. Со вкупно освоени 66 општини од вкупно 81. Оваа голема победа е и голема одговорност. И обврска за работа и испорачување на резултати. Но пораките на Мисајловски се само сумирано на она што синоќа се случуваше во и пред седиштето на ВМРО-ДПМН. Доминантната изборна победа беше јасна по само час и половина од затворањето на кутиите. Невообичаено рано лидерот Мицкоски ја прогласи победата. Иако подаде рака за соработка дури со опозицијата, сепак испрати порака до СДСМ дека мора да се реформираат. Порака стигна и до коалициската вреди. Секој кој работи чисто етнички, а не обединувачки, ќе замине од фотелјата. Факт е дека гласачите кои што гласаа за Влен не излегоа и не го поддржаа Орце Георгиевски. Предпоставувам тоа била таква одлука на гласачите и тоа е што е. Тие кои што не застанаа позади тие вредности, како што беше оној кандидат во Брвеница, се поразени. И сега ќе бидат и разрешени. Од таа позиција која што имаат во владата, жалам што се обидоа во една мултиетничка земја да играат на таа кревка карта. Овој резултат е и порака до СДСМ. Морам да признам дека не сум среќен поради нивниот дебакл. Но тоа е одраз на реалноста дека оваа партија не се реформираше, не фати чекор со времето. Вечерва не славиме против никого. Славиме за Македонија. Помалата излезност го натера лидерот на ВМРО-ДПМН да вети повеќе работа, коментирајќи дека тие што се уште не биле убедени на збор, ќе ги уверува со дела. По победничкиот говор, Мицкоски замина да слави со новите градоначалници на Брвеница и Кичево. Според него, најголемите победи во овој втор круг. Кичево е една интересна средина каде се испреплетуваат многу култури, многу вери и многу нации, но затоа сме богати. Затоа имаме убав живот. Не сакам со живот да кажувам, сакам живот, ние убаво живееме и ќе продолжиме да живееме уште поубаво. Од утре ќе светне силен ден. Би го наполнивте срцето со тоа што ми дадовте доверба. Не гласавте за мене како за македонец, гласавте за мене како за човек. Наистина, окото е полно и душата е полна. Ви благодарам за се што правите за нас. Да му посакам успешна работа, а ние како влада, заедно со него, ќе сториме се што можеме и се што е во нашиот мог да реализираме проекти, многу проекти кои што ќе значат подобар живот за кичевчани. По изборната победа, рано наутро Мицкоски заедно со подпредседателот Муцунски заминаа на пат во Европската престолнина. Катерина Нешкова, Сител телевизија. СДСМ пак доживеа еден од најголемите порази во неговата историја, освојувајќи само 6 општини. По само 6 освоени градоначалнички места на локалните избори се нижат оставки во редовите на СДСМ. Поради лошите изборни резултати и начинот на кој изминатиот период се раководи со партијата, од општинската организација на СДСМ во Ѓорче Петров неотповиклива оставка поднесе Костадин Ацевски, кој беше кандидат за градоначалник. Во снимена видео порака Ацевски повика на одговорност и оставки од Филипче и целото раководство. Поднесувам неотповиклива оставка на функцијата председател на општинската организација, како чин на објективна и морална одговорност за лошите резултати на локалните избори. Верувам дека е исправно и потребно
оставка да поднесат и председателот Венко Филипче и целото раководство на СДСМ. Претходно Јана Чупеска поднесе оставка од подпредседателската позиција во СДСМ. Во разговор за Сител не сакаше да ги коментира изборните резултати и мотивите за оставката. За сите работи што се случуваат треба да се разговара внатре во органите на партијата, а не на медиуми и во тој контекст. Јас ќе образложам детално мојата оставка согласно статутот на партијата на седницата на Централниот одбор, па дури потоа ќе давам изјави за јавност. По првиот изборен круг од Скопската градска организација замина и Ѓорги Галетановски. Неговата оставка веќе била депонирана во партиската архива. Никогаш не сум имал потреба да се правдам, но должност ми е јавноста, медиумите и другарите да знаат дека Чомбе никогаш не молел да биде претседател на градската организација на СДСМ, ниту да биде кандидат за советник. Функциите не се вечни, но вредностите и пријателствата се. Филипче пак не размислува за оставка и повлекување од партијата. По преброените гласови прогласена победа во Центар, Македонска Каменица, Зрновци, Богданци, Крива Паланка и Кривогаштани, најави сериозни кадровски и политички промени во рамки на партијата. Ови избори се јасен патокас за СДСМ, секако јасен патокас и за мене као претседател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат политички, кадровски и како што веќе најави, веќе следните денови тоа ќе се случува, ќе има седници на извршниот, на централниот одбор на кој што ќе ги обзнанам тие промени. Не, јас кажав и минатиот пат. Јас сум претседател многу краток временски период, година и неколку месеци. Славеничката атмосфера во изборните штабови на кандидатите на СДСМ синоќа беше реткост. Победата во Центар ја прослави Горан Герасимовски, кој доби доверба за втор мандат. Градоначалник е огромна чест и признание. Да те изберат два пати, за мене значи најголемо признание и чест. И уште повеќе, затоа што тоа за мене е највисока одговорност и обврска. Најдобриот резултат на СДСМ кој го имале на локални избори во 2017 година со 57 освоени мандати, а полоша состојба моменталната има на изборите во 2013 година со само 4 градоначалници. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Вреди ја доби битката во албанскиот блок и освои 9 градоначалнички места наспроти 4 на ДУИ. При тоа и порачаат дека партијата треба да се реформира или да исчезне. Лидерот на ДУИ пак Ахмети смета дека резултатите не се одраз на волјата на граѓаните. Во меѓувреме се уште неразрешениот директор на инспекторатот за локална самоуправа Хаким Рамадани, кој изборите во Бревеница ги сведе на строго етничко гласање, почна да си бара работа. Денес конечно се заокружи промената кај албанците. Влем постигна убедлива победа речиси во сите општини каде што бевме во вториот круг. Време е Али Ахмети да поднесе оставка, ова партија да се реформира, доколку сака да остане како политичка партија. Резултатите во некои општини не се одраз на реалната волја на граѓаните, туку последица на непринципиелни коалиции и привремени договори, кои во суштина го нарушија духот на демократската трка. Овие вештачки сојузи можат да донесат краткорочни победи на хартија, но ќе имаат сериозни последици врз досегашниот напредок и постигнувања, како на локално, така и особено на национално ниво.